Благодарам, почитувана председателке. Колешки Кузмановска. Ова е програмата на Социјалдемократскиот сојуз за Прилеп. Зборам за амандманов, бидејќи вие во вашето зборување, вие прашавте дали ние сме контактирале со нашиот градоначалник. Така беше, така? Се надевам дека немате изумено, пред минута беше. Ова е програмата на Илија Јовановски, изработена заедно со премиерот Зоран Заев. Еве што пишува во таа програма кога ние се сретнавме со градоначалникот на Прилеп. И тој вика: јас во мојата програма ветив обиколница на патот Македонски Брод, Прилеп и Битола. Кога се видовме со градоначалникот, разговаравме и за реализација на другата обиколница, Градско, Прилеп, Македонски Брод. Ова што го поднесовме како амандман со Ане Лашковска е ова што сте го ветувале вие од вашата програма и вашиот градоначалник ова го ветил. Нема да го реализирате, бидејќи вие сте ке влада. За да го реализирате ова ви требаат уште 30 години вас. Бидејќи вие од реализираното го расипавте. Експресниот пат со обезбедени средства, вие го закочивте. Сега нема ниту еден работник, нарушена е статиката и не функционира. Вие на обезбедени средства не го реализиравте проектот. Не па за нешто ново. Ама кога сте ја пишувале, овде каде ви кажам, овие 48 страни ништо не е реализирано. Ама буквално ништо. Купивте автобуси за 1.000.000 евра и едно мовче го реконструирате 8/4 за 530.000 евра. Затоа не можеме да поднесеме амандмани. Еве, зошто дозволувате да ви се лутат вас сега жителите на Велјуса, Водоча, Банско, Муртино? Ви се лутат. Ова е дел од програмата. Вашиот премиер беше вамо градоначалник 12 години. И замислете, во неговата општина не направил водовод и канализација во Велјуса, Водоча, Банско, Муртино и дојде ситуација Ванкувер Манчев 3 години да моли да се одобрат средства. Требало до сега да ги направите овие работи. Нели беше европска струмица? Зошто и населените места да не бидат европски? Овие амандмани кои што ги поднесе Ванкувер за Велјуса, Водоча, Банско, Муртино, исто како за вашиот амандман, заслужуваат луѓето од теренските посети заеднички на Костадин и на Ванкувер, му рекле во Струмица: дајте, нели сме европски град, премиерот потекнува од Муртино, срамота е да нема канализација и водовод. И што направи лошо Ванкувер? Поднесе амандман. А вие што направивте? Го одбивте. Што направивме ние лошо, што ги поднесовме сите ветувања од градоначалникот од Прилеп да бидат амандмани? Ништо лошо. Имаме поднесено и амандман за нов театар во Прилеп, исто како и за Струмица, нема ништо. Поднесовме амандман за реконструкција на сала Македонија, која што ќе ја правевте затворен базен, во меѓувреме сте издале под концесија да се прават свадби таму. А салата нема технички преглед. Не дај Боже утре ќе загине некој на свадба, кој ќе одговара? Кој ќе одговара? Во вашето ветување пишува, еве на колешката Кети да ја објаснам, пишува во делот образование дека итно завршување на започнатата изградба на основното училиште Сточен пазар. Е, ова што го потенцира Кети. Се што имаме поднесено како амандман е дел од вашата програма. Ама буквално се. Тоа што сте го ветувале вие, тоа денеска е амандман. Овдека нема политика, нема политиканство, нема ништо. Тоа што сте го ветувале денеска е амандман. Ништо ново не е измислено. Ама буквално ништо. Тоа е за да ве потсетиме дека ништо немате сработено. Дека сте ги ражеле граѓаните и на Струмица, и на Прилеп, претпоставувам и на другите општини. Ако одевме до крај по оваа логика, еве ви кажа Прилеп, 48 страни ветувања, овдека можат да се извлечат 4800 амандмани. А од цела Македонија 4 милиони амандмани. Затоа што вие сте ветувале тоа што ќе ви текне во моментот. Космодром, так, гасификација за Прилеп јавно претпријатие, а гас нема. Е, тоа е иронијата што сте ја направиле вие. Сала Македонија сте виделе, овдека затворен базен. Нема да биде затворен базен, сега сала за свадби ќе биде. Се што сте ветувале, денеска е амандман. Буквално се. И тоа што го направил Ванкувер, секоја чест, ги слушнал мислењата и барањата на жителите на овие 4 населени места и ги преточил во амандман. Ама вие гласате против. Вчера се молевме во интерес на граѓаните на цел Пелагониски регион, кои што не можат да патуваат, да се направи побрзо експресниот пат. Или ете, па сега автопат ќе имало, тоа не знаат тие да почнат работава со експресниот пат на обезбедени средства, сега ќе имало автопат. И вие гласате против.
ме интересира, ама добронамерно прашувам. Колку жители има населеново место за кое што го прифативме амандманот, во споредба со населените места кои што амандмани ги предложи Ванкувер. Да знаеме и кој е критериумот. Мене ме интересира колку резистентни жители има населеното место за кое што го прифативте амандманот и да знаеме кој ви е критериумот. Еве, рековте сте ги посетили сите населени места. Дали за вас вреди да се одобри амандман кој што се однесува на 30 жители, карикирам, вие ќе кажете колку има, може би се 300, може би се 3, или пак ова населено место кое што е живо, развијано, нема миграција, да се прифатат амандманите за таму. И да знаеме кој ви е критериумот. Тогаш за година, односно не за година, за овој буџет, да поднесеме 100 амандмани за Мариово. Во најголемата ненаселена територија во Република Македонија живеат 50 жители. И тогаш за сите населени места, Кокре, Витолиште, Штавица, за сите ќе ви изнаредиме амандмани, па вие прифаќајте ги. Да ви го знаеме кој е критериумот. Се работи за личност која што треба да поднесе амандман да биде прифатена од ДУИ или од СДСМ, или пак се работи за реален првенствен проблем. Ние поднесовме амандман за уште 4 нови автобуси во Прилеп. Град со 63.000 жители, вие викате против. А сте го ветиле тоа? Сте го ветиле тоа? Ве замолувам, кратко и јасно за да скратиме, да прочитаме што повеќе амандмани и да поминеме овдека што повеќе ваши лажни ветувања. 3 кратки прашања. Колку жители има ова населено место? Колку жители има ова населено место? Кој е критериумот според кој ви ги прифаќаат вашите амандмани? И што е лошо вашите ветувања од локалните и парламентарните избори да бидат преточени во амандмани? Се што сте ветиле, се што излажале. Ви благодарам.